Во човечкиот организам има голем број микроорганизми, кои во умерено количество се корисни и ја потпомагаат функцијата на системите. Но доколку се наруши таа рамнотежа, се појавуваат симптоми и доколку не се обрне внимание, може да доведе до развој на одредени заболувања и тегоби кои може да бидат и многу упорни. Една од присутните габи во нашиот организам е габата кандида. Таа може да се размножи прекумерно во неколку системи и да биде упорна и тешко искоренлива, ако се запостави лекувањето и не се храниме правилно. Најчесто се појавува во устната празнина, на кожата, ноктите, женските гениталии и во тенкото црево. Кога најчесто се појавува неконтролираниот раст на кандидата? Ризик фактор се антибиотската терапија, исхрана богата со шеќери и рафинирани јаглехидрати, нарушениот имунитет, премногу алкохол, диабет, континуиран стрес, орална контрацепција. Еден од знаците или симптомите за кандидијаза е чувството на голем и необјаснив замор. Инфекциите со кандида често се случуваат кога имунитетот е ослабнат. Оваа состојба исто така може да води кон чувство на хроничен замор. Најчесто се пропратени со некаков недостаток на некои хранливи материи, како например витамин B6, магнезиум, омега-3 масни киселини, така натаму. Недостатокот на магнезиум може да предизвика чувство на замор. Друг симптом може да биде инфекција во устата, проследена со бели наслаги. Може да биде проследено и со болки, а може да премине и на крајниците и хранопроводот. Кандидата може да придонесе и за уринарни и венерични инфекции кои се повторуваат. Уринарни инфекции се покарактеристични за постарите лица. Кандидата може да предизвика и проблеми со дигестијата, поради преголемото присуство во тенкото црево. Дисбалансот во цревната микрофлора може да доведе до инфекции со кандида, кои може да предизвикаат диареја, запек, гадење, повраќање и грчеви и болки во стомакот. Последните истражувања покажуваат дека кандидијазите во дигестивниот тракт може да бидат ризик фактор за некои посериозни заболувања, вклучително улцеративен колитис и кронова болест. И за хронични синусни инфекции причина може да бидат габите. Ако трае повеќе од 1 месец, може да биде кандида. Многу чести се и кожни инфекции на ноктите. Исто, како и во стомакот, така и на кожата присутни се повеќе други микроорганизми кои го ограничуваат растот на кандидата. Претераното миење на кожата со различни препарати, дезинфекциони средства, средства за миење садови, така натаму, може да доведат до неконтролиран раст, па и до инфекции со кандида. Инфекциите се можни било каде на кожата, но најчесто се под пазувите и на препоните, проследени со црвенило и чешање. Поради кандидата се можни и болки во зглобовите. Ако инфекцијата со кандида не се третира, незините клетки можат да навлезат во крвотокот и да циркулираат низ целото тело. Така стигнуваат и до коските и до зглобовите, па можна е вкочанетост и зголемен ризик од артритис. Значи не треба да се занемаруваат овие симптоми. Треба да се побара лекарска помош за да се утврдат причините за кандидијазата, но и да се промени начинот на исхрана за да се одржува природниот баланс на микрофлората во организмот. Ова е темата која што ја отвараме и во студиото со нутриционистката Тања Турунџиева. Тања, добро утро и добро не дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Лекарите често знаат да кажат да бидеме внимателни во употребата на антибиотиците, бидејќи вообичаено кога едно лекуваме со антибиотикот, друго ресипуваме, па треба да мислиме и на него. Колку антибиотиците се виновни за размножувањето на кандидата? Зависи од самиот организам, нели? Обично сите оние кои што имаат ослабен имунитет се подложни на кандидијаза и секогаш кога ќе се зима било каков антибиотик за санирање на некој инфект од типот на бактерии, задолжително мора да се зима и пробиотик кој што не би дозволил да дојде до создавање на кандидијаза, односно на габи. Најпознато е дека кандидата албиканис е една од основните кои што функционираат во тој после одреден третман при пат на имунитет. И да расчистиме една работа, честата употреба на антибиотици
мораме да ги разграничиме работите, да антибиотиците ги лекуваат бактериите, меѓутоа не лекуваат вируси и не лекуваат габи. А во пандемијата често се пие. Да, и на своја рака. За жал, да. антибиотикот мора да го припише матичниот лекар или интернистот кој што не води, што значи дека многу често во пракса се случува да само иницијативно некој си земе антибиотик без дозвола на лекар, што е апсолутно погрешно, а контраиндикациите многу брзо ќе стигнат ако не се поведе грижа околу сето тоа што треба да го спроведеме како заштита дополнително на нашата микрофлора, односно на нашиот систем. Имено, кои се почесто подложни на добивање на кандида, сите оние прво кои што е паднат имунитетот, често знае да се манифестира при испивање на антибиотик, меѓутоа организмот дава индикации. Хроничниот умор, честите главоболки, потоа варијабилноста на столиците, значи кога станува збор за дигестивниот систем, најчесто тоа се случува да се едноставно манифестира со обстипација и диареја, потоа секретот кој што се јавува во делот на гениталниот трак, сите оние во респираторниот трак при кашлање, суво грло, се манифестира како бела наслага на јазикот, може да се јави во увото, во окото, под мишките, на меките епителни клетки, секаде онаму каде што има состојбена можност на влага како би се размножувала и би се едноставно контраиндицирало со давање индикација дека нешто се случува со нашиот организам, а ние да не обрнуваме внимание и едноставно да не направиме нешто си за себе. Колку здравиот начин на исхрана е ефикасен во борбата против кандидијазата? Многу е ефикасен, меѓутоа е многу долготрен и многу упорен и истрен. Треба оној кој што ќе се реши да решава антифунга режим на исхрана, односно да ги решава кандидијазите преку исхрана, бидејќи треба да се откаже од нешто што е многу секојдневно застапено, а тоа се шекерите. Значи, ферментираната исхрана и исхраната која што во себе содржи квасец треба да биде елиминирана од самата исхрана, што значи дека сите типови на шекери треба да бидат тргнати од исхраната, па дури и овошјето, кое што по себе содржи шекери, без разлика дали станува збор за моносахаридни, дисахаридни или полисахаридни шекери. Значи, треба да исфрлиме од исхраната сахарозата, малтозата, фруктозата, лактозата, што значи кое што има во млечните производи, што значи дека треба еден режим на исхрана во кој што одредени работи треба да бидат исфрлени од самата исхрана, да не се внесат шекерите, бидејќи габите се размножуваат и се гаат токму со шекерите. Габа со габа си се храни, што значи дека и печурките може би се супер здрави, меѓутоа не. Квасецот е исто така габа и тоа исто така придонесува да едноставно не може сите ферментирани работи кои што се и од фабричко производство и се полни со одредени ферментирани елементи во својот состав, треба да бидат исфрлени од исхраната како би ја решиле кандидата. Во пракса ми се случи и кога почнува самиот процес. Прво треба да направиме крвна анализа да видиме во каква состојба е нашиот гликемиски индекс, односно нашата гликемија, за да процениме со низок гликемиски индекс што би можеле да внесуваме, бидејќи во одредена ситуација има луѓе кои што имаат низок шекер, хипогликемија и кога ќе се стават на режим на совладување на кандидат, уште повеќе паѓа гликемијата, односно шекерот, и тогаш со одредени нутритиви кои што имаат низок одреден гликемиски индекс се решава процесот. Иако се она што е скроп, се што е јаглехидрат, во принцип се отврла од исхраната. Едноставно и просто
се елиминира се што содржи шеќери, газирани пијалоци, алкохолни пијалоци, значи се она што храни кандидата и што дозволува да таа во прво време е сконцентрирана во одредени делови, меѓутоа за краток временски период може да се рашири буквално секаде во низ целиот организам. И што треба тогаш да се внесува? Како треба да изгледа режимот? Прво и основно сите оние овошни сокови кои што ако имаме навика да ги пиеме, треба да ги исклучиме и да ги замениме со зеленчукови сокови. Треба да внесуваме масла кои што во себе содржат количество на омега-3, пример маслиново масло и линјаново масло. Јатките кои што во себе содржат есенцијални масни киселини, есенцијални аминокиселини. Внесот на витаминот А треба да биде во, значи многу добро делува сокот од морков на пример за санирање на кандидијаза. Да внимаваме со внесот на B6, од витамините би ги издвоила нив, од минералите би го издвоила цинкот, магнезиумот, железото, фолатот кој што игра голема улога исто така и хлорофилот. Многу интересно е да сите оние зеленчуци кои што се зелено обоени со зелена јадра боја се внесуваат во самата исхрана, што значи дека ако сме навикнале во утринските часови да внесуваме овошје или да правиме некое смуди ако немаме време, нели, тоа да не биде измешано со овошје, туку напротив само со зеленчук. Салатите да бидат во изобилие, присутни, да ги исклучиме месните и млечните производи, да ги исклучиме шеќерите. Вака ригорозно делува, нели? Да. И фрустрирачки делува, меѓутоа има и tekako големи ефекти. Обично се уфрлаат и антифуги медикаменти кои што се препишани исто така од лекар, меѓутоа решението можеме да го решиме краткотрајно ако не се долекуваме према протоколот кој што ќе ни го даде лекарот, може повторно назад да се вратиме и со кандидијазите нема играње, него решавање до крај на проблемот. И токму тоа сакав да го прашам никаде за крај на разговорот. Тоа е комбинација. Здравствениот аспект, зборувам за оно што ќе го припише лекарот, заедно со вашите совети. Тоа е веројатно Идеалната комбинација е прво тој што има кандидат да се реши, да го реши проблемот, затоа што трае повеќе време од пропишаното, се предвидува 42 до 60 дена, меѓутоа во пракса ми се покажало дека и многу повеќе од сето тоа треба како време, треба истрајност и упорност, треба дисциплина, посветеност кон она што ќе го спроведува, да биде здраво и правилно искомбинирано и оној момент кога после извесен период почнува да згаснува присуството, односно да се намалува бројот на присуството на високиот процент на кандидијаза во организмот, што ние како ја имаме во самите нас, меѓутоа прашање е колку е количеството кој ќе почне да се намалува, кој ќе почне да се стивнува нејзиното агресивно присуство, тогаш има потреба организмот повторно од шеќери и тоа е знак дека сме на добар пат, дека за краток временски период ќе ја решиме. Ако повторно се вратиме на внес на шеќерите, на ферментираните производи, производите со квасец, на млечните производи, тогаш повторно како рецидив би се јавил и тоа е еден зачаран круг во кој што тешко би излегле ако не си поведеме внимание и грижа. Причина повеќе да зборуваме на оваа тема, советите верувам дека се добре дојдени за нашите гледачи. На крајот повторно се сведува на тоа дека колку и да има режими, ако нема упорност, залудна се. Па јас мислам дека секој нешто сака да го реши вистински проблемот и е сигурен дека сака да го реши, пошто двоумењето не вродува со плод, за се има решение, само треба да се сака, бидејќи храната може да биде наш лек или наш уништувач без разлика колку и да мислиме дека некој медикамент ќе ни помогне, мораме да се направиме промена во исхраната ако сакаме да решиме одреден здравствен проблем. Голем е бројот на граѓани со овој здравствен проблем, барем тоа го велат податоците и статистиките, дотолку повеќе. Сум благодарна што позитивно одговоривте на гостувањето
на оваа тема. Ви благодарам и вам, ми беше чест и задоволство, посакувам убава работна недела на сите оние кои што не гледаат на македонската телевизија. Благодарам уште еднаш.